Добар ден, почитувани гледачи. 7 часот и, се извинувам, 8 часот и 30 минути. Трето февруарско утро во Делчево. Времето магливо, облачно, но сонце се појавува. И би требало да има сончев ден денеска по подолго време. Што би кажале за денес? Само што се вративме од здравствен дом Гоце Делчев Делчево, каде направивме мало интервју со директорката на ова установа, доктор Билина Георгиевска, која ги кажа новитетите во однос на зголемување на кадарот во установата, во воведувањето на нови услуги и плановите за 2026 година. Ќе имате можност подоцна да го слушнете. Забележувате се уште има снег на покривите на куќите овде во населбата Први реон. И впрочем во цело Делчево. Река Брегалница. Ја забележувате дека коритото е прилично солидно напомнето. Нешто што секој ден рече си го снимавме, бидејќи имаше многу водажи. Се уште раздвиженоста е минимална. Имајќи предвид дека е утро и луѓето повеќето се веќе на работа. Да спомнеме дека од вчера беше објавено дека општина Делчево има нови социјални мерки за 2026 година. Зголемена е поддршката за ранливите категории. Во рамки на програмата за социјална заштита за 2026 година, покрај веќе воспоставените мерки за поддршка на социјално ранливи категории, во кои спаѓаат семејства од социјален ризик, семејства погодени од елементарни непогоди, стари изнемоштени лица, лица со посебни потреби и деца. Воведени се и нови мерки кои опфаќаат категории на граѓани кои досега немаа основ за остварување на оваа програма, а новите мерки вклучуваат еднократна парична помош за еднородителски семејства во износ од 10.000 денари, еднократна парична помош за еднородителски семејства за лекување, се извинувам, на онколошки пациенти во износ од 10.000 денари и еднократна парична помош за рехабилитација на ученици со мускулна дистрофија во износ од 20.000 денари.
За реализација на програмата за социјална заштита за 2026 година се предвидени вкупно 13.689.339 денари, од кои 10.832.339 денари се обезбедени од буџетот на општина Делчево, а 2.857.000 денари од Министерството за социјална политика, демографија и млади и други институции. Беше напоменато дека целата на оваа програма е навремено спречување и надминување на социјалните ризици и обезбедување поголема социјална сигурност за ранливите категории граѓани во општина Делчево. Вчера исто така соопштивме дека сега ќе се префрлиме малку на спортот. Дека Дејана Величковска е изборна во тимот кој ќе настапи на првенството до 16 години. Еве веста, Дејана Величковска се најде на списокот на селекторот на нашата В16 селекција во ракомет Славише Димитриевски за претстојното младинско првенство кое ќе се игра во Косово, Приштина од 9 до 14 февруари. Ние сме во група Б заедно со селекциите на Хрватска, Словачка, Грција, Италија и Словенија. Собирот е закажан за 4 февруари, а девојките патуваат на 8. Еве честитаме на оваа наша сограѓанка, спортистка, млада ракометарка, на која соврснички да им посакуваме многу успех на претстојните надпревари.